Вообичаениот поздрав добар ви ден, добри луѓе, или среќен ви ден, среќни луѓе, денес ќе ве поздравам со Христос се роди. Овој поздрав ви го испраќам од срцето на Скопје и центарот на сите новогодишни, предновогодишни, божикни, празнични случувања, и овде сме не само поради убавата атмосфера, туку поради тоа што една од куќарките што ги гледате позади мене е на Државна лотарија на Македонија. Што ме тука Државна лотарија на Македонија? Тоа значи дека тука е екипата на Алфа телевизија. А оваа комбинација значи само едно, а тоа е дека наскоро ќе имаме нов среќен добитник. Останало што да видиме кој ќе биде тоа за денес. Околу мене гледам многу среќни насмеани лица, да видиме кој ќе биде најсреќно денес. Ајде. Ајде, еве, добар ден, среќен ден, како сме денес? Дали се чувствуваме среќно? Па да, супер. Да, дали сакате да си испробате среќата? Па што среќа има? Зошто да не? Ќе видиме што се крие во грепките, така? Така. Само вака малку ќе ве озвучам. И сега да се договориме што ќе правиме со велосипедот, да не го лапне некој. Нема. Не го испуштаме од вид. Да се запознаеме за почеток. Јас сум Милко. Искра, Вас Милко. не знам. Ако Од сега телевизија. и вас ќе ве знаат сите, Да. Милко, мило ми е. Да. Не треба да прашам што наваму, нормално дека ова е центарот на Мора сите да разгледаме случувања. прво што има. Ќе дојдат децата да и донесеме. Така, знаете дека покрај многуте куќарки што се овде, Да. една е на Државна лотарија на Македонија. Да, Тоа значи само едно, дека може да се добие, дека нема што да се изгуби. така. Може? Може. Ајде Милко, повелите со мене наваму, да се запознаеме и со вработените и да видиме која грепка денес ќе ја гребеме. Важи. Може така? Може. Еве ни ги тука, веќе Тука се се. тука се, Па веќе овде се може да паркираме. може да паркираме, да. Да. Така, ќе го дзирка некој. Да. Ајде Милко, сега повелите, ова се веќе за нас познати лица. Да. Дуња и Добре. Габи. Ова е Милко. Да. Сега за сега случаен минувач, но наскоро се надеваме и тоа како среќен добитник. Морам да ве прашам само како ви помина минатата година, дали ја Па- памтите повеќе по убави, по среќни Да, моменти? убави моменти, посреќни, Што да. вака би издвоиле нека среќна случка што ви се има случајно? Па добив ново внуче. Еле, да е живо и здраво. Па поголема среќа од тоа, како е името? Михаела. Михаела, да е Таа жива и немала, здрава. имам 5 внуки, тоа беше 6. Одлично. Од 3 ќерки. Имате, значи, по што да ја паметите Да, да, 2025-та. Одлично. Да. Ајде, Милко, сега да видиме дали ова 2026-та ќе ви донесе среќа. Па ајде да видиме. Која Ќе ми грепка... предложите. Да, ќе ни предложат. Тие пред да преминеме на грепките, само да прашам со оглед на тоа што веќе ви имаме снимено на други ваши работни места, продажни места на Државна лотарија на Македонија. Како е сега да сте овде? Супер, одлично, новогодишна атмосфера. Има секој ден луѓе се доаѓаат, се шетаат кај нас, се гребат од сите грепки. Да, не треба да прашам дали е Да. прометен плоштадов, но кај вас конкретно Доста дали е се прометен. испробуваат сега овие празнични денови, дали особено да, си... секако, баш овој период и доста повеќе луѓето купуваат, гребаат, сакаат стеката да си ја пробаат. Така да има доста. За Милко, која грепка денес ќе одвоиме? Па ајде рибката нека биде среќна за вас. Да, рибка. Ајде, рибка. Дали често пати имате гребено? Па имам Да. гребен. Па ма нема многу добиен. Нема многу, ама влогот си го Да, враќате, така, чисто како за враќаме, забава, убави моменти, Правим одлично. една лепеза да може да Да. си одберете вие. Така, лепеза обично од 10, нели така? Па ќе се Да. одбере една. Дали ги знаете правила, така на оваа грепка како се гребе или да ви подобјасни Дуња малку? Да, знам. Ајде Дуња сепак и за гледачите да се Од знаат. броеви, значи горе имате 3 броја, ги гребете тие, Да, ги доле знам. ги гребете нели символите и еден од горните треба да ви се поклопи долу, повелете. Среднава гребка, да. Ајде. Одлично. Ние ќе појдеме ваму на Да. масичката, само едно гребелче дали имаме? Па имаме Или некои со ситни паричка? парички. Некоја ситна паричка. Сакате имам. со паричка? Да, Ајде со може, паричка. паричка. Само да се наместиме за сето тоа убаво да се гледа. Одлично. Ајде со среќа. Да. Така, ајде да почнеме, значи, од првите 3, тука бараме бројче кој што треба се поклопи Да. со долните, така? Одлично, Милко, да не ви брмчам, значи, од Нема страна. проблем. Нема проблем. Да. Навикнати се некоја жена да ви брмчи во позадина. Па жената. Така, да, без тоа, Без тоа нема би бил живот. животот, нели? Мора поинтересен да биде животот. Одлично. Ајде да видиме сега само кои бројки ни се во игра.
40, 24, 46. Значи бараме долу или 40 или 46 или 24, така? Добро. Ајде да видиме сега, за сега ништо, што не значи дека нема да има ништо. Да. Поред. Ајде, ние сме на, можеби, во Неметов најубавото место. Да. Стои, нели? И би требало, ако негде имате среќа, сега во овој момент да има. Па нема изгледа. Нема од овде. Ако сепак нека ни проверат Дуња и Габи на нивното компјутерче, па да видиме дали тоа така, ама не грижете се, имаме уште нешто тука за вас. Само да проверат, Колку ќе си го треба, почекаме. платите? Не треба да платите, не, никако. Работава е да ве усрекиме, Да, фала. без ништо. Значи, затоа реков, не може ништо да изгубите, можете само да добиете. Нека се заврши господинот, сепак си беше тука пред Да, нас, ќе бе. го чекаме. Нема проблем. Јас да ве прашам додека ова го чекаме, кога станува збор за среќа, што за вас представува среќа? Ве спомневме еден од најбавите моменти за Михаела Рајањето. Фамилијата да е здрава, жива, Така? тоа ми е најголема среќа. Најголема среќа. Сега, Не- како нема пензионер, доста пешачам, се движим. Одлично. Да, ве планини. видовме и на велосипед. Одлично. Така, поминува времето. Треба да си го гледате здравието пред се, така да. Најважно е здравето. Одлично. Дали може да провериме само дали е ова добитна? Случајно, мислиме дека не е, ама за секој случај да провериме. Да не сме грешка. Еднаш не си има случајно. Да. Па така, Да за тоа мислевме се платени. затоа така е, така е. Тие си се платени да усреќат некого. Точно. Нема ништо. Добро, но тоа не е се. Да. Еве, вака што имаме за вас, 7 гребки, кои што ќе си ги однесете дома со вас, тоа се Да. 7 гребки урбан стил. Да. Ќе се ги распоредите, дали на 7 души ќе ги дадете, дали на секој ден од неделата ќе се Сите изгребете. внуци по една греб. Ете така, за сите по една гребка, искрено се надевам дека барем една ќе има и тоа како солидна добивка, така да речеме. Милко, многу ви благодарам. Мило и мене ми беше. Се надевам дека и повторно ќе се видиме за самиот крај. Ајде да видиме што вие вака како среќен добитник би им посакале на нашите гледачи. Па секој да си ја испроба среќата. Така? Среќата никогаш не се знае кога ќе дојде. Да. Тоа би била моја препорака. Кога ќе чупне наглата, така? Милко, ви благодарам уште еднаш, а ние сега се враќаме во студио да видиме кој од гледачите ќе има денес најмногу среќа.